Меѓу гостите се најдоа и Тони Зен и Сладкар, двајцата добро познати и влијателни музички имиња на македонската хип-хоп сцена. Со нивното присуство на Лазаров Awards, тие не само што ја разубавија вечерта, туку и подсетија на значењето на автентичноста, истрајноста и поддршката меѓу македонските уметници. Настапувајќи во свој предпознатлив стил, Тони Зен и Сладкар внесоа урбана енергија и харизма која ја направи церемонијата уште повпечатлива. Здраво дечки, како си поминувате до сега и какви се впечатоците до сега за вечерва 5 години од Лазаров подкаст? Здраво, убаво си поминавме. Ја сум им бил гостин, така да ради тоа не ви викам здраво. Да. Ти треба да им доеш. Да, треба да ви дојдам и не очекував дека волку познати фаци ќе има на едно место. Волку сензационално дека ќе. Да, не, озбилна организација се потрудил Стефан да си го одбележи своето сработено и да ги повика сите пријатели соработници и да се тоа така направи спектакуларен настан, што е у овие времиња, у оваа држава, у оваа ситуација кај нас тешко и ретко да се тоа направи. И фалат овакви манифестации, мислам дека. Лаки е озбилна глава. Тоа може да се заклучи од целиот ивент, прави многу благородна ствар, значи дава стан, решава стамбено прашање за некој што стварно нема и мислам дека он најдобро знае како се осеќаат луѓето у тоа стање, дека буквално цел живот и со мајка му и татко му бил под кири, така да јас сум највише доен за тоа, мислам највише од себе ми свиѓа тоа дека прави изузетно благородна ствар. Така да свака чест. Дали верувавте од самиот почеток кога почна со YouTube каналот дека ќе стигне до тука и дека вакво нешто ќе се случи? Па ја не верував. Се шалам. Не, очигледно е дека секој би кажал да, ради тоа што детето било ништо немало у животот. Све што му се дешава, све што има створил сам. Ништо не добил на поклон, знаеш, ние сме from zero to hero, така да многу го цениме тој начин, у нашиот свет рап начин, да немаш ништо, а да направиш нешто. Поради тоа дојдов. Така е. Да се почитува таквиот успех или тој пат што он го оствари и од сам почеток до сега е таа намера или интенција он што има постојано да го има и да се презентира како што треба и да ги презентира и другите и да помага. Тоа ние сме го препознале, да речеме, и затоа и доаѓаме да го испочитуваме за да дај ми поддршка за тоа што го прави. Кај вас има многу нови работи, кај Сладкар албум, спремате концерт, спуште се доле 2 покултурна варијанта. Како поминува? Преако. Најбољи да се. Екстра. Се кетот ќе ставиме. 11 октомври треба да ја ставиш, брат, знаеш од кога збориме. Месец ден на збориме. Месец ден ми кажа, кетот го нема на YouTube, сега го нема на YouTube. Го нема. Извадене не знаеме. Ќе го ставиме како, али ќе стигне, така да ќе може да се направи, мислам да се види тоа и да се види. Пошто има генерации млади што не знаат дека имало кец. Викаат, ова новата ви е топ. Ја викам, да, ја знаете ли првата? Ќе се шокираат. Не, Па да. Ќе ја дознаат. 11 октомври правиме за прв пат заедно церт. Мислам дека ќе направиме шоу као што не сме имале до сега. Работиме цело време на тоа шоу, така да тој што не зел карти нека си земе на kupikarta.com. Ќе пееме ствари што никад не сме ги пееле, ќе пееме новата, све. ќе пееме двојката, така да ќе биде изузетно добро и реално наредно гледање ни е тоа нас. Да, така, па едва и чекаме. Треба да сте таму. Ќе бидеме обавезно. Ќе ни ја покажете ли последната слика од галерија што имате во моментов? Галерија? Од телефон, да.
Чекај да видам. No cheating. Само да не. Види, ама ова не се важи. Сам нема врска. Да видиме. Street Soul Delight секоја сабота ние правиме Бугимен Тонизен Мартин, 21.6. Ова е последната најава за журката што е наша и стимнато е од Се важи, еве сите што сакаат да дојдат, може. Може супер, топ. Еве Street Soul Delight, Тонизен, Бугимен и Мартин ги поздравам другарите. Наискрено, еве ова можеш да видите, еве ги поише варијанти. Не си го сликал Лазаро? Немаме навика изда. Не, некој видео направи, ама ова е сега најново последно, еве може. Доста инфлуенсер, така да може да. Така да може и да не е ова последна, може. Ја го имам снимано синми со новиот Јокич дрес. Така да е го малиот Джокер. Да, не знам дали може да сними камера, еве зум. Може мојот човек. Моша is my man. И така. Збор која опишува вашата кариера во моментов. Кој ќе оди прв? Ајде. Мојата, ја си кажам за себе, истреност. Тоа е еден збор, истреност. Еве ја да делуем умно, конзистентност. Квалитет. И доверба. Не. Конзистентност и истреност, ја мислам дека. Правите зборови, мислам, шала на страна, тоа е тоа, пошто не сте свесни, не сме свесни каде истрајуваме толку години да нешто правиме и да си тераме и пак да не биде убаво, знаеш. Значи, као не се повлекуваме, него пак си работиме. Реално реткост е Не сме свесни у кое парче земја, у однос на цел свет, ние ова го правиме и се уште со љубов, се уште имаме елан или енергија и сакаме да работиме и да се спојуваме и со помлади да поддржуваме. Се уште не сме свесни, ама ќе ни текне еден ден дека ова мало парче земја, Македонија, е, да речеме, многу тешко за да нешто обстојуваш толку години константно и затоа треба многу истреност. Така, сложувам. Најчутниот муве што сте го слушнале за себе, за разлика дали од естранна личност некој или од рандом? Чудниот? Најчудниот. Не знам. Се шират ли некои чашиски муавет? Па се шират, ама некако у задње време, кој што летаат години, ко да сме глуви, ко да оглувуваме се поише као, мола, да, и као не слушаме све. Има многу, ама сега моментов не ми текнува, мислам, милион има, ама пробам да се сетам на нешто откачено многу, што сега беше скоро време и беше многу смешно, ама не може да ми текне. Искрено, да ми текне, онма ќе ти го кажем. Може ќе ми текне. Зборам онаков муабет као, и викам, ова, ви види ги, ја не знам ова. Кои знаат за нас од нас сами. Да, некои... Не сме више на улица. Тоа е нормално, мислам, не мрска, тоа е многу нормално, не е само за нас, дека се ние... Се бавиме со јавна работа и мораме да сме свесни дека, условно кажано, мора да се трпи све, мислам, не можеш ти да се бавиш со оваа ствар, да кажеш нека не кеш да се збори. Мислам, нека ми ја да чујам за мене тоа што сум го чул, ама едноставно мора човек да се помири, да, знаеш, да симне глава, да каже тоа е тоа, луѓе се нек си зборат и тоа е тоа. Така. Ви благодарам, дечки, убава вечер да си имате. Фала ви. Фала и вас. Се гледаме во друга прилика со интервју. Кај тебе, каже им едно, нека ви каже едно хајп. Ајде. Јас сум Тонизен, а вие гледате Hype TV.